Здраво на сите, јас сум Максим Танески, основател на звучилиштето Југа Хенрих Веселоција. И денеска ќе ја прераскажувам книгата Гробот од Монте Кристо, напишана од авторот Александар Дюма. Како главен јунак во оваа книга е морнарот Едмонд Дантес, кој што неправедно е обвинен и осуден на 14 години затвор во тврдината Див. Тој во тие 14 години доживува длабока трансформација, во која што искусува и безброј емоции, вклучувајќи гнев, лутина, тага и најглавно жед за одмест. Книгата, действото во книгата се одвива во 19 век за време на владењето на Наполеон Бонапарт на островот Средоземното море, делови од Италија и делови од Франција. Како моје омилено поглавје, ќе го земам 9-то поглавје, кое што се именува Тајната пештера. Ова поглавје Едмонд има многу чуден, но интересен сон. Во сонот Едмонд се наоѓа во пештера, која што е исполнета со најразлично богатство, вклучувајќи диаманти, рубини, сребро и злато. Но во моментот кога ќе го зграбчи тоа богатство, тој е исчезнал. Утредента, по тој чуден сон, тој и неговите морнари решаваат да го продолжат нивното патишествие и да одат до најблискиот остров. Тие, таму, решаваат да се одморат, а Едмонд да го истражи островот. Едмонд се приправа да ја паѓа и им вели на своите придружници да го остават на островот за тој да ги истражува, не за тој да се одмори, но неговата вистинска цел била да го истражува островот и да најде пештерата од сонот. Неговите придружници го слушаат Едмонд и го оставаат, но исто така му даваат потребни материјали и ресурси за да обстане тие денови додека се вратат они. Едмонд, оставен сам, почнува да ги истражува островот во потрага по пештерата од сонот. Тој не идува на нешто што символизира нешто како пештерата од сонот, но најпрвен не пронаоѓа ништо. Како што влегува подлабоко во пештерата, не идува на една голема просторија, во која што откако влегува е зачуден од тоа што ги гледа сите богатства и сите диаманти, рубини, злата и сребра од сонот кој што го имал претходната вечер. Сега, од овој момент, дали Едмонд ќе го сподели богатството со неговите придружници, дали ќе побегне и ќе почне друг живот, ќе оди ли кај Мерцедес и ќе продолжи живот со нејза, или едноставно ќе се одмазди на тие што го затворили неправедно. Като знаете се, доколку ја прочитате Гробот од Монте Кристо од Александар Дюма, Максим Танески.